Уште една приказна за денес. Принцот жабец. Си беше еднаш една преубава принцеза, која многу сакаше да си игра со незината златна топка. По цел ден ја фрлаше нагоре и повторно ја фаќаше. Едно омарно летно попладне, додека си играше во близина на еден бунар, топката и се лизна од рацете и падна во длабоките води. Бидејќи не можеше никако да дојде до топката, принцезата силно заплака. Одеднаш еден жабец скокна од водата и закрека. Топката твоја јас ке ти ја дадам, ако ми дозволиш од чинијата твоја да јадам. Од чашата твоја сакам да пијам, на креветот твој јас да си спијам. Ке направам се што сакаш, му одговори принцезата, без да размисли ниту еден миг. Но штом жабецот ја врати незината сјајна топка, таа истрча кој незиниот замок без да каже ниту еден збор. Подоцна, кога кралското семејство и доријаните среднаа на вечера, некој затропа на портите на замокот. Принцезата отиде да отвори и виде дека тоа е жабецот од бунарот кој закрека. Дај ми од чинијата твоја јас да јадам. Девојката на брзина тресна вратата, оставајќи го надвор лигавиот жабец, кој беше одбивен и се врати на трпезата видно вознемирена. Кралот го забележа немирот на ќерка си и ја праша: која е причината за тоа? Кога принцезата призна ни солзи што се случило кај бунарот, тој без да се мисли кажа: секое ветување мора да се одржи, особено ако е дадено од кралска ќерка. И така, принцезата отиде да му ја отвори портата на жабецот и го придржуваше до трпезата. Иако жабецот ти беше одвратен, таа ја делеше со него храната од незината златна чинија. А потоа го однесе во незината соба да спие во незиниот кревет, како што му беше ветила кај бунарот. Во истиот миг, кога жабецот ја допре незината чиста и миризлива постелнина, се претвори во прекрасно младо момче. Принцезата вресна од страв, но тој ја смири и откри и кажа кој е. Ја смири и го откри својот вистински идентитет. Тој беше син на кралот од едно соседно кралство, кој една злобна вештерка го претворила во жабец. Само пријателство со принцеза можеше да ја поништи магијата. И така и бидна. Потоа принцот ја запроси принцезата и откако доби благослов од таткој, таа прифати. На денот на венчавката, во замокот пристигна една кочија која влечеа 8 елегантни бели коњи и со која управуваше еден Хенри, верниот слуга на принцот. Уште од денот кога му била фрлена магијата на принцот, тој го барал под дрво и под камен за да не му пукне срцето. Од тага господарот тој побарал од една самовила да му го опкова со 3 цврсти железни прстени. Младиот пар се качи во кочијата и замина кон замокот ке принцот. Додека патуваа, слушнаа пукот. Што се случи? Нешто се расипа? Принцот го праша Хенри, кој му одговори: Немај гале, господару мој драг. Какво расипување, каков враг? Срцето мое го стегаше прстен, сега го нема, на парчиња е скршен. Малку подоцна тие ја слушнаа уште една експлозија, но повторно слугата му рече на принцот дека све е во ред. Со третиот звекот и последниот железен прстен, Хенриевото срце беше ослободено од тага и од него блискаше радост. Се гледаме утре.